Значи, да не е задоволни тоа да го делегиме. Значи, добро вечер на сите любители на уметноста, на литературата, на историјата, очекувам автор господин Бранислав Светозареvić, автор на книгата Писма на Љубомир Милетич до Афанасий Севишчев, историја на една мистификација, која верувам дека е резултат на еден господин махмотравен труд кој што автор продолжи. Денес имаме чест да откриеме едно ново издание, верувам јас не верувам дека некој процеска ќе се сретам со него, кој ќе ја прошири нашата свест за минатото и ќе не подсети за важноста на нашето наследство и корените кои го имаме. Ова промоција ја организираме заедно со фестивалот Јаков и Камена река, чиј директор е нашиот познат стручен се работи на Центарот за култура. Ние ќе видиме кратки во тој дел и јас ќе му дадам збор на Миле да ги најави вечерашните гости кои што ќе ги дадат промоцијата на Бранислав Светозареvić. Со денешната промоција во 12:30 што имаме во методи митески близко во гимназијата, што викаме параме време кога јас бев пионер, а сега со методи митески близко во Кочо, кој најде на ефтендовар прием, и јас сум навистина презадоволен, и ми е криво што до сега не сме правиле промоции по училиштата, за основно и средно образование. Значи, со денешната промоција во 12:30 во методи митески близко и со ова тука, ја започнуваме серијата на представување на добитниците на највисоките награди на меѓународниот фестивал Јаков и Камена река во Северска Каменица. И во меѓувреме веќе тука беше изложбата на Јаков и Камена река, денес се постави во следното уметничко училиште Лазар Бечевски во Скопје. Значи, како што реков, ќе ги представиме добитниците на највисоките награди на Јаков и Камена река, а вечерашниот наш гостин, доцент доктор Бранислав Светозареvić, е добитник минатата година е добитник највисоката награда на фестивалот. Повеќе за него и тој сам ќе каже и неговите промотори. Јас само да кажам дека има преку 15 книги, од кои многу значени книги ова вечер ќе промовираме тука. Исто и ова што денес ја промовиравме во методи митески близко, во гимназијата, односно во Солун митески близко. И јас навистина ќе ве замолам, обавезно, ако имате библиотеки, паднете се и од 5-6 книги во тие 5 баре овие денес. Овие се наистина многу значени книги од историската наука во Македонија. Тука ќе видите податоци кои скоро до сега не сте можели да ги сретнете, затоа ќе зборуваат нашите гости. Мене мојот драг пријател Мајки Дилски ме замоли да кажа некој збор на кичевски, пошто ние кичевчани најдобро од свиеме ќе се воздржа нече вишно да кажа на кичевски, значи ќе ги најавам моите гости и само да кажам дека наистина ми представува, се надевам и на вас и на сите нас, ми представува посебна чест, посебно задоволство што денес имаме едни вака значени личности кои ни доаѓаат од државниот архив на Македонија. Маријана Мијовиќ се што не кажа, извини што не кажа кичевски, поведете и на крај само да кажам. Ова книга во книжарите во Скопје е 1850, не важно, тоа можете да проверите на интернет. Ова е 1650, а вечера имате специјални попусти. За тие што сакаат гратис 1+1 книга, двете книги ќе ги добијат за 2400. А за тие што не сакаат гратиси, таа книга 1200 и таа 1200. Значи можете да си Благодарам Миле за ова убава истрпна
на неа користиме. Посебно ни е драго што ова е меѓуинституционална соработка меѓу Државниот архив, меѓу Центарот за култура Никола Јонков Апцаров и Сдруженијето кое што ти доаѓаш, како Камена река. Државниот архив е институција и воопшто архивите во светот кои што се грижат за националната меморија. Значи, ние сме чували на документарното наследство, без кое што е невозможно да постои национална историја, односно национално сеќавање. Денеска со нас требаше да биде и нашата директорка Наташа Котла-Трајкова, меѓутоа во последен момент доби покана за состанок во владата и не можеше да дојде, но ме замоли мене да ја представам институцијата. Институцијата Државен архив има своја издавачка дејност и поддржува авторите кои што има што да напишат и кажат за историското минато, но подкрепено на изворен архивски материјал. Доцент доктор Бранислав Светозаревиќ работи во институцијата повеќе од 30 години и заедно со неговиот соработник историчарот Драган Јаковски дојдоа до едно научно сознание или научно откритие кое што секој историчар го храни и затоа нашата институција едноставно мораше да ги поддржи со тоа што застана како издавач на ова издание. Зошто е значајно? Бидејќи директно, недвосмислено разоткрива еден бугарски фалсификат од 30-тите години на минатиот век, минавите колку има од тогаш минато, и оваа книга и претходната книга во соседна Бугарија се игнорира, не се коментира. Едноставно како да не постојат, иако авторот намерно ги провоцира да излезат со некаква критика. Ништо од тоа. Така да, оваа книга која што е распослана на речиси 450 страници, поделена е во неколку глави, во 3 глави, кои што се насловени кратка хронологија од мистификација до манипулации со книгата на Селишче, потоа како невистината се трансформира во вистина и научен аргумент и последно докази. Морам да ја прочитам рецензијата на професорката Валентина Миронска од Институтот за македонска литература, која што за жал не може да дојде, а инаку имаме и посебна чест со нас да биде професор доктор Димитар Пандев од Филолошкиот факултет, кој има едуцирано генерации и генерации студенти, професори по македонски јазик. Па така сега ќе ви ја представам рецензијата на професор доктор Валентина Миронска, да видиме како таа се изјаснува за ова значајно дело на двајцата автори. Книгата на Љубомир Милетич до Афанасий Селишчев, Историја на една мистификација, како што самите автори Бранислав Светозаревиќ и Драган Јаковски истакнале, прикажува докази за тоа како една книга од научно дело се претвора во тенденциозна, ненаучна, непринципиелна, политичка конструкција и на таков начин прераснала во алатка за негирање на еден народ и еден јазик. Всушност, во неа станува збор за работата на Љубомир Милетич во периодот меѓу двете светски војни, кој успешно влијал врз научната работа на голем број научници и нивните ставови исклучиво во интерес на големобугарската кауза. За таа цел, како што истакнале авторите на книгата, Милетич ги држал под контрола сите фактори кои биле неопходни да се реализираат таквите цели и тоа во посветочуваат преку примерот со рускиот научник Селишче. Во име на вистината, авторите Светозаревиќ и Јаковски преку својата книга
нудат низа докази за директното инволвирање на Милетич во целосната преправка на книгата Полог и неговото бугарско население од Селишче, која во својата прва верзија се однесувала на македонските словени во Полог и нивните македонски диалекти, а потоа по барање на Милетич биле преименувани, па истата книга во незината втора верзија се однесува за сосема друг народ и диалекти на тој друг народ, со што станала алатка за негирање на македонскиот јазик. Во тој контекст, во првиот дел од книгата, авторите Светозаревиќ и Јаќевски ја истакнуваат хронологијата на бугарската политика на негирањето на македонскиот јазик и на македонскиот народ. Во вториот дел од книгата, авторите Светозаревиќ и Јаќевски, побудени потребата да се дојде до вистината за постоењето на мистификацијата, поточно на фалсификатот, најпрво приложуваат еден краток приказ на активностите на делата на славистите, македонисти од 19 век, кои пишувале и се застапувале за посебноста на македонскиот јазик. Во интерес на оправданоста на нивното мислење за составањето на мистификацијата, авторите Светозаревиќ и Јаќевски тоа го оправдуваат преку ликот, односно преку анализата на делата на Селишче и споредбата на неговите различни ставови во книгите, и тоа преку фототипното издание на есеј за македонската диалектологија и книгата Полог и неговото бугарско население. Во тој контекст тие приложуваат нови документи за Селишче од 1986 година, како и сведоштва на Бернштейн за непријатностите на Селишче кои ги имал со некои бугарски научници. Во интерес на вистината и како подкрепа на своите ставови, на крајот од вториот дел Светозаревиќ и Јаќевски приложуваат 5 прилози, и тоа во првиот прилог е застапен списокот на објавени трудови на Селишче од областа на славистиката и балканистиката. Во вториот прилог е приложен извадот по книгата на Бернштейн Селишче, славист, балканист, Москва 1987 година, додека во третиот прилог се пренесени извадоци од дневничките записи на Бернштейн. Во четвртиот прилог е приложена белешката на Бернштейн за бугарскиот менталитет, за променливите ставови на бугарската наука и политика кон руските научници, додека во последниот прилог е презентиран записот на Балашчев за научната дејност на професор академик Љубомир Милетич. Објавувањето на овие значајни документи од страна на Светозаревиќ и Јаќевски е значајно, бидејќи не само што ни го открива односот на бугарската политика, односно стратегијата за нагирањето на македонскиот јазик, туку тие воедно го осветлуваат и ликот на Селишче, за кого Чилингаров истакнал дека Селивче е еден од најавторитетните заштитници на бугарските права над Македонија, а зашто Бернштейн истакнал дека Селишче никогаш не се гледал како таков, дека како лингвист бил далеко од политичките аспекти на македонското прашање и дека него го интересирала историјата на македонските говори, а не на современата политика. Во овој дел од книгата, авторите Светозаревиќ и Јаќевски го објаснуваат процесот на создавање на мистификација и улогата на Милетич, како во незиното создавање, така и во создавањето на други дела кои служат за негирање на македонскиот јазик. Во тој контекст, Светозаревиќ и Јаќевски истакнува дека во првата книга, есеј на македонската диалектологија, том 1, Селишче пишува за македонски диалекти, а не за бугарски, и дека таа била објавена во Казан, Русија, 11 години пред втората книга Полог и неговото бугарско население, која била објавена во Софија од страна на Македонскиот научен институт под раководство на Љубомир Милетич. Согледаните разлики во однос на книгите и споредбениот пристап им дава право на авторите Светозаревиќ и Јаќевски да заклучат дека препознаваме две различни книги за диалектологија
во кој истото население и неговиот јазик има различна именска и директна идентитетска одредница. Истовремено Светозаревиќ и Јаковски истакнале дека Селишев не се согласил да се промени и наслов на неговата прва книга Есеи за македонската диалектологија со додавка на бугарскиот јазик, како и за тоа дека да се додадело дека имало мали измени внатре во книгата, зашто Светозаревиќ и Јаковски бележат дека суштински го менува контекстот, односно дека македонските диалекти, наместо да припаѓаат на посебниот јазик, влегуваат во диалектолошката целина на друг јазик. Потврда од овие нивни заклучни согледи наоѓаме во поглавието Извадоци од дневнички записи на Бенштеј, во кој го истакнале забележаното Бенштеј дека во курсот Вовед во словенска филологија, што Селивчев го предавал во 1938 година на Московскиот институт за филозофија, литература и историја, при набројувањето на јужнословенските јазици по бугарскиот, тој го посочувал и македонскиот јазик. Во едно од спомените на Бенштеј се открива способноста на Милетич како успевал да придобие одредени научни авторитети од странство, да лобираат за бугарските интереси во поглед на историските филолошки прашања поврзани пред се за македонците. Во тој контекст и во поглавието Балашчев е едно друго лице на научникот Милетич, во која авторите Светозаревиќ и Јаковски ја проследуваат книжката на Балашчев, научната дејност на професорот академик Љубомир Милетич од 1934 година, ни дава можност да се запознаеме со оваа книжка и со Балашчев како вонреден критичар и научник, бидејќи како што забележаме, Балашчев оваа книжка за Милетич ја објавил како реакција на нереалните пофалби за делото на Милетич од страна на некои научници. И дека во неа со безброј аргументи се открива дека за личноста на Милетич стои научник со многобројни оспорени трудови, во кои се откриваат понегде елементарни непознавања на научни дисциплини, склон на непристојни одговори кон критичарите и човек кој безмалку во секој документ и секаде бара бугари, спремен дури на подготвување измислени ненаучни тенденциозни објави, се во корист на неговата великобугарска кауза. Последниот дел од книгата Писмата на Љубомир Милетич до Афанасиј Селишчев, авторите Светозаревиќ и Јаковски го завршуваат токму со приложени 40 писма, кои Милетич му ги испратил на Селишчев во периодот од 1928 до 1937 година. По анализа на писмата, авторите заклучуваат од писмата дека јасно се гледа на намената на Милетич да го принуди Селишчев да го смени насловот на книгата, кој во првата верзија бил Есеи за македонската диалектологија, том 2, и вториот наслов Историски етнографски диалектолошки есеи на северозападна Македонија во полог и неговото бугарско население. И дека единствено битно за бугарскиот професор било преименувањето на македонските словени во бугарски словени и крајно македонски бугари, а полошките диалекти да се третираат како дел од бугарскиот јазик или бугарски диалекти, со што неговата крајна намера била да се убедат српските лингвисти, но и европските дека тоа го напишал руски, а не бугарски лингвист. Во однос на тоа што Селишчев најнакрај прифатил да го изврши преименувањето, според Светозаревиќ и Јаковски била неговата надеж дека неговото животно дело Вовед во изучување на словенските јазици, откако не успел да го отпечати во Советскиот сојуз, да биде отпечатено во Бугарија. Книгата Писмата на Љубомир Милетич до Афанасиј Селишчев од Бранислав Светозаревиќ и Драган Јаковски представува документарно сведоштво како науката била ставена во функција на политиката за остварување на бугарските асимилаторски цели, за негирање на македонскиот јазик и на македонскиот народ преку фалсификување на македонската културна традиција. Во книгата авторите Светозаревиќ и Јаковски не само што ни ја разоткриваат историјата на мистификација, туку во неа ни откриваат и богат архивски материјал,
за натамошни проучувања од областа на лингвистиката, историографијата, литературната историја и воопшто на македонската вистина, која често била трансформирана во мистификација со цел туѓите интереси да го може да го спроведат незиното негирање и присвојување. Професор доктор Валентина Миронска-Христовска. За мало појаснување, Љубомир Милетич бил председател на Бугарската академија на науки и уметности. Јас сега би завршил, збор има професор доктор Димитар Пандев, а веднаш потоа после него авторот и на крај ќе можете да размените мислења, да прашувате слободно. Повелете, професоре. Почитувани присутни, најпрво да истакнам дека пред точно 100 години Афанасий Селишчев истакнува: македонската диалектологија треба да биде централна тема на балканската лингвистика. Тој прв го воведува терминот балканска лингвистика, за по него со балканска лингвистика да се занимава Кристијан Сандфелд и многу други лингвисти за тебе, и што оваа теза на Афанасий Матвеевич Селишчев за македонската диалектологија до ден денес е актуелна во реалната лингвистика. Сакам да истакнам дека Афанасий Матвеевич Селишчев 1914 година, краток период бил во Македонија, но многумина мислеле дека речиси сиот свој живот го поминал во Македонија. Не го поминал во Македонија, туку го поминал низ руските библиотеки, особено во периодот до 1918 година, истражувајќи се што може да се најде за Македонија во руските библиотеки, и тоа е сиот оној огромен материјал собран од времето на Виктор Иванович Григорович, но и пред него, значи од 1945 година до последните собирања на материјали од Петар Лавров. Сето тоа поминало низ рацете на Афанасий Матвеевич Селишчев. А сега да се вратиме на она што е предмет на наш интерес, бидејќи во оваа книга, во самиот наслов, имаме две имиња што се спротивни еден на друг како научници: Љубомир Милетич и Афанасий Селишчев. И во таа смисла, во поредицата значајни откритија во македонската архивистика и филолошка историографија, во истражувањето на неизбежно придружната епистоларија меѓу личностите што ги одбележуваат значајните епохи во развојот на науката, а од друга страна се мимикрираат во нив со својата политичка издигнатост, од денес паѓа и оваа добредојдена книга насловена Писма на Љубомир Милетич до Афанасий Селишчев, историја на една мистификација, од Бранислав Светозаревич и Драган Јаковски. Во поредицата на значајни откритија на македонската епистоларија, тоа се откритијата на Харалампија Коренаковиќ, на Блаже Конески, на Блаже Листовски, спаѓаат и овие проучувања. Со помош на достапната кореспонденција, достапна за понатамошно вгрижување во системот научни вреднувања, се решаваат загадки и од областа на македонистиката, но и пошироко на лингвистиката. И секој од нив мозаично се вклопува во системот на македонскиот јазик. Во онаа смисла во која овој поим систем на јазикот го сваќал Афанасий Матвеевич Селишчев. Тој се надоврзува на најголемите лингвисти во историјата на лингвистиката, пред се на Вилхелм фон Хумболт, на Бодуен де Куртене, но и на Антуан Меје, водејќи сметка дека и Бодуен де Куртене, а особено Антуан Меје, се меѓу првите што го признаваат македонскиот јазик како посебен. Тој бил нивен следбеник и не само тој, туку и голем број други значајни лингвисти. Доволно е да споменеме дека Крсте Петков Мисирков е лингвист што произлегува од закрилата на Бодуен де Куртене, а
а истото го кажуваме и за Афанаси Матвеевич Селишчев. Сакам да истакнам дека студентите на Бодуен де Куртене во голема мера се заслужни и за промоцијата на македонскиот јазик и меѓу нив спаѓа токму и Афанаси Матвеевич Селишчев. Но едно петно, што дури му било и префрлено на Селишчев, а значаен дел од вината за тоа му припаѓа на Љубомир Милетич, поточно на писмата не кој и не кому, туку што бил тој што ги испратил писмата и што бил тој што требало да ги прими, се разбира потем нужната цензура, што никој не може да ја одрече дека ја немало. Овие писма не му стигнувале на Селишчев без претходно некој овластен за тоа да ги прочита, особено зашто критиките до Селишчев доаѓале од зборот превртувањата на директорот на институтот во кој Селишчев бил работен од 1931 до 1933 година. Марк Наумович Вочачев, име кое што денес ништо не значи, но тој ги читал претходно овие писма и врз основа на овие писма го подошел подоц на Селишчев. А вината што му ја препишува Вочачев е сокриена во една службена белешка доставена до руските разузнавачки служби. Професорот Селишчев во таа борба за Македонија стана приврзаник на бугарскиот империализам. Тоа не е точно се разбира, но таков го представува Милетич и Милетич сака да го придобие Селишчева за својата кауза. Треба да се умее за научните чудеси, да се види политичкото лице на царско-буржуаскиот разузнувач. За таков го именува Селишчев токму во писмата што Милетич го пишува до него. Ќе се префрлам на книгата Јазикот на револуционерната епоха, вели неговиот директор. Во таа книга можете детално и вешто е скриена клевета на нашата револуција. Всушност во оваа книга дадени се идеите на Антуан Меје за француската револуција, но не и за советската револуција. Погледнато на глобален план, Селишчев успешно ја извојува својата борба за Македонија, оставајќи го успехот на неговиот следбеник Семјуел Борисевич Берштейн. Но таа борба не била едноставна и се водела на два фронта, отворено, но под превезот на борба против маризмот, што значеше во одбрана на славистиката и тоа во Советскиот сојуз, каде што за тоа се гинело и во Бугарија, под превезот на бугарската аспирација кон Македонија, зашто се наградувало противречно. Значи, од една страна, Селишчев бил поставен меѓу тие два фронта, независно бил или не бил во Бугарија, или сето тоа е мистификација сосредоточена во писма. Всушност бил само еднаш, а може би и тоа е мистификација. Именно од 1919 година до 1933 година и продолжително дури до 1939 година. Во Советскиот сојуз не било пожелно да се биде славист. Првиот стрелан во името на славистиката, уште пред да се подигнат обвиненијата е Тимофеј Флорински, менторот на Крсте Петров Мисиков. А последниот стрелан Григорий Илински, со кого Мисиков заедно студирал. Не е мал бројот на емигрантите што се спасиле, независно што некои од нив си од свој живот го поминале како безпаспортни граѓани, што е со така наречениот нансенски паспорт. Еден од нив е Михаил Покруженко, исто студент на Мисиков. Не случајно се споменуваат во овој мисирковски контекст и Илински и Покруженко, зашто тие му припаѓаат и на Селишчевиот контекст, особено Покруженко, кому Љубомир Милетич му ги доверува првите две коректури, како што пишува во овие писма на книгата за Полог, а третата коректура ја врши самиот тој Милетич. Значи, она објава што ја имаме за Полог е верзија на Милетич. Станува збор именно за она писмо во кое Милетич пишува:
во картата треба во согласност со направената поправка во текстот на книгата зборот Словени да се замени со зборот Бугари, за да нема противречност. Зашто верувам, нема да бидете против. Картата излезе многу убава. Свртување на вниманието од една тема на друга, без друго е една од научните можности до кои што допира и самиот Милетич. И сега да подсетиме, окружен кој е несудениот цензор и лектор на списанието Вардар на мислието од 1905 година, зашто го владеел македонскиот јазик и особено македонската диалектологија, независно дали од учебникот на Тимофеј Флорински, од комуникацијата со Мисирков или од предавањата на професорот Борис Љапунов. Борис Љапунов, професор на Мисирков, одлично ја владеел македонската диалектологија и го зборува македонскиот јазик. Време е тоа кога руската славистика веќе била подготвена да го вклучи македонскиот јазик како одделен. Токму во тоа време, 1905 година, кога се собира или набира Вардар, таа задача по иницијатива на Вацлав Јагич му била доверена на Петар Лавров, но Милетич го спречува тој потфат. Впрочем, Милетич му бил миленик на Јагич. Иронијата на судбината е што една од причините што Селишчев малку од малку во 1935 година извлекува жива глава е неговиот курс по македонистика од аспект на етнологијата, што се вклучувало во шемата на институтот во кој тогаш работел и го основа. Сакам да истакнам дека единствениот свет зрак за славистиката во Советскиот сојуз во 1933 година била Селишчевата македонистика. Селишчев зборувал за македонистика во Советскиот сојуз, а сето друго му било подметнато од Љубомир Милетич. Сакам да истакнам дека во Советскиот сојуз саркастично провелува концептот пара. Именно, дека се може да се купи, па и научник, особено ако е во тешка позиција, независно колку тоа му значило на Селишчев. Но за Селишчев велат дека бил аскет, зашто сведочат неговите колеги. Тој на крајот на животот успеал да ја возобнови катедрата за словенска филологија на Московскиот државен факултет и да воведе емисии на словенските јазици на Радио Москва. Тоа е заслуга на Селишчев. Понатамошните обврски ги презел Сениор Борисевич Бенштейн, чија заслуга е лекторатот на катедрата и катедрата за македонски јазик на Московскиот државен универзитет, чија дејност започнува во 1965 година, а годинава слави 50 години. Селишчев се припаѓа на оние лингвисти кои од диалектологија преку поетика се оформија како современи лингвисти, но никогаш не го напуштија историцизмот во лингвистиката. Таа широчина му возможи да ги осуети намерите на Милетич и одсечно да ги отфрли неговите препредени игри околу македонската диалектологија. Оваа книга повеќе зборува за Милетич, кој е и главниот актер, а Селишчев е само објект на негова обработка, апокрифна. Во редот на оние мистификации од времето на Солунската легенда, од кои бугарската лингвистика никако да се ослободи, како и од оние мистификации со кои што Верковиќ успеа да ја стави во заблуда сета славистика во тоа време, но и едната и другата е разоткриена. Нашите автори Светозаревиќ и Јаќовски го разоткриваат денес и Милетич. Оваа книга представува аргументирано отфрлање на ненаучните манипулации со македонистичкиот опус на Афанасий Матвеевич Селишчев од страна на официјалната политика на Република Бугарија, до која се држи дури и во најново време бугарската лингвистика, а која се засновува на перфидните игри со кои бугарскиот филолог Љубомир Милетич своевремено вршел редактирање
во корист на бугарската кауза и на бугарската антимакедонска пропаганда на ракописите, на книгите и статиите на Селишче. Без друго кон ова треба да се додаде дека Милетич вршел редактура и на записите, односно мемуарите на македонските револуционери. Авторите Бранислав Светозарович и Драган Јаќевски, врз основа на безпрекорна експертиза, ја проследуваат хронологијата на сите дезавуирања на македонистичките ставови, изложени во делото на Селишче, преку груби фалсификати, кои се надоврзуваат на подметнатите конструкции од страна на Љубомир Милетич, кои се пробекуваат до ден денес, меѓу другото и во изданието на БАН од 2020 година под наслов за официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Авторите, профилирајќи во ликот и делото на Милетич, ја обелоденуваат неговата улога во негирањето на македонскиот јазик и прегледно ги изложуваат заложбите на Македонскиот научен институт, раководен токму од Љубомир Милетич, како и понатамошното негирање на македонскиот јазик од страна на Бугарската академија на науките. Во средиштето на интересот на авторите е токму односот на Милетич кон Селишче, во услови во кои Милетич се поставувал во надредена позиција поради неможноста Селишче и не само тој, туку и други истакнати слависти, како Покруженко и Лински, да ги објавуваат своите трудови во Советскиот сојуз во односниот период кога се засилува прогонот на славистите заради нивното дело, оквалификувано како реакционерно. Само да спомнам дека Покруженко и Илински добар дел од овој период меѓу двете светски војни го поминуваат во Бугарија, Илински се враќа во Советскиот сојуз, но веднаш е стрелан. Врз основа на целокупното дело на Селишче, врз искажувањата на Бернштейн, ученик на Селишче и негов следбеник во македонистиката, изложени во неговите книги кои се објавени во Москва врз основа на издржани рецензии, како и врз своевремената критика за ненаучниот однос кон филологијата на самиот Милетич од страна на Георги Балашчев и на Покријенец, авторите мощно издржано го илустрираат перфидниот лик на Милетич и неговите обиди да се фалсификува делото на Селишче, не неговата лингвистичка анализа, туку оние места каде што Селишче го нагласува посебниот карактер на македонските диалекти да бидат заменети со формулации што не одговараат на вистината, туку и служат на бугарската шовинистичка политика и аспирациите кон Македонија. Авторите студиозно ја проучиле проблематиката со која се запатиле, со цел да ги отфрлат грубите невистини со кои калкулира бугарската наука и во денешни дни, негирајќи го постоењето на македонскиот јазик како независен ентитет во словенската група јазици. Светозарович и Јаќевски, вкрстено со низ аргументи, го откриваат вистинското лице на Милетич, а тој очигледно сакал да си го скрие. Но што е уште поважно, ја осветлуваат македонистичката линија на Селишче, со која денес се гордее не само македонистиката, туку и славистиката и балканистиката во целост. Советската лингвистика, а и денес руската лингвистика, на крајот го признаваат Селишче за македонист и тоа го пишува во неговата биографија. Афанасий Матвеевич Селишче прво пишува дека е македонист, а потоа Селишче. Благодарам, професоре. Еве, јас се посетив. Во моје име во име на Драган Јаќевски, дозволете прво да ви се заблагодарам што дојдовте да го пренесеме овие наши сознанија, да ги пренесеме и на вас директно. Ова е наша, навистина, чест и задоволство што сме тука меѓу вас и што ето имав можност да се запознам со едни прекрасни луѓе тука, бев воодушевен од она што го доживеа во гимназијата, прекрасни ученици, навистина
многу ми значеше тоа што го доживеав таму со нив. Им благодарам многу. Благодарам многу на организаторите што се потрудија. Тука се Миле и Митко, кои навистина дадоа се од себе вечерва да биде ваква, да биде убава, свечена, достоинствена, да бидат присутни медиумите. Го благодарам и на Маријан Гиоски, кој секогаш тука да ги сподели заедно, да ги споделиме сите овие научни сознанија, не само по Македонија, туку и во странство. Еве, на крајот, бидејќи многу исцрпно се зборуваше за книгава, само ќе се обидам со неколку зборови, нешто што можеби ќе ја дополни сликата за ова, а тоа е дека во време кога навистина слушаме од источниот сосед коментари дека македонскиот јазик не постои и го негира, се покажува дека всушност светската славистика и македонистика уште пред да биде кодифициран македонскиот јазик, тој веќе бил признат од науката. Почнувајќи од Драганов од 1880-тите години, преку првиот докторат во светот за македонски јазик и тоа за акцентологијата и македонските, како што бе он македонските ЧГ на Мазинг 1890 година. Потоа, ако ги земеме предвид тука и студиите на Ватрослав Облак од 1893 година, се чини 6 објавени. Во тој корпус секако спаѓа и одбранетата докторска дисертација токму на Апанасий Целишчев во 1918 година под назив Очерки по македонској диалектологија, односно есеи за македонската диалектологија. Тој докторира на тоа, кажува дека тоа всушност диалектите припаѓаат на еден посебен јазик. И тука во таа низа спаѓа и неговиот прв наследник, студент, да речеме Бенштен, кој ни дава неверојатни докази за тоа како се лишче се борат за македонскиот јазик, затоа што на крајот на краиштата и тој самиот сметал дека тоа е неговото едно од најважните дела, да докаже дека во семејството на словенските јазици во светот равноправно место треба да го заземе и македонскиот јазик. За да на крајот имаме и еден труд од неговиот студент Бенштен, кој се уште не е објавен во ракопис, се надеваме дека наскоро ќе го види денот и тоа, а тоа е македонската граматика од 1943 година. Значи, современата македонска држава е формирана 44-та, нели, со Аснов, а веќе имаме клучни студии за македонскиот јазик, ако ги земеме, нели, акцентите, диалектологијата и граматиката, голе-доле се веќе е формирано тоа мислење и од она што професорот го кажа уште низа други македонисти кои дале свој придонес, значи пред да се создаде државата веќе тој јазик, македонскиот јазик како посебен веќе бил признат. И тоа бил голем, се покажало дека е голем проблем за Милетич, председател на Бугарската академија, ректор на универзитетот и председател на Македонскиот научен институт. Човек близок до кабинетот на бугарскиот цар и идеолошки водич на Ванчо Михайлов. Значи, она што, да речеме, Ванчо Михайлов го правил со оружје, на некој начин Милетич тоа го правил со писмо. И некако забележавме дека всушност тој води битка една против
македонизмот, односно води битка против сите оние кои се застапуваат за посебноста на македонскиот јазик. Значи, ова книга се надеваме дека ќе даде еден придонес за понатамошни истражувања во ова насока и она што, да речеме, го откривме како фалсификат од книга, тоа е насловена Полог и неговото бугарско население. Таа требала да се вика Есеи за македонската диалектологија, том 2, и која е претворена во она што, како што нагласи професорот, во една чиста конструкција на Селичев, злоупотребувајќи непријатната ситуација во која се наоѓал Селичев. Милетич фактички на крајот е, може да се каже, креатор на едно такво дело. Но тука не завршува целата работа. Тоа е 1929 година. Значи пред 96 години е објавена книгата. Во писмата се открива дека за 2 недели таа фалсификувана книга, да ја наречеме конструкт, мистификација, нели, ја испратил до сите можни институции во Европа кои се занимавале со јазик и до списанијата стручни во Европа и така натаму. Таа негова потреба брзо да таа книга да се дистрибуира во Европа е само дел од она негова стратегија што сакал да ја постигне во тој момент. Но како и се друго, изгледа дека нема како што нема совршен криминал, нема ни совршена ваква мистификација и целата работа, само да кажам уште ова, дека тука не завршува се. Од 29-та година книгата потоа многу често пати бугарската држава ја користи повикувајќи се на името на авторот на книгата. Еве, еден од најголемите гиганти во славистиката Селичев кажува дека во Полог живеат бугари. Иако тој претходно напишал дека во цела Македонија има македонски дијалекти, како може сега тетовскиот само дијалект или полошкиот да биде бугарски. Така што тие недоследности, додека спремав материјал за докторатот пред 16 години, ми паднаа во очи и јас и во самиот докторат и во книгата, која ја објавив 2015 година, на страница 8, фуснота 6, забележав дека има големи недоследности во поглед на она што го пишува Селичев и од тука почна сомнежите. И трае долги години, се додека не почнавме заедно со Драган Јачевски, ние имаме долги часови разговори и истражувања. На Драган Јачевски можем слободно да кажам дека е еден од најдобрите познавачи на македонската и балканската историографија во Македонија и одличен истражувач. И тоа беше клучно во нашата соработка, што успеавме да дојдеме до документите благодарејќи сега на дигитализацијата на фондовите, иако сега нас не е забрането во Русија, не можеме да одиме заради состојбите вакви какви што се. За жал, се надеваме дека што поскоро ќе заврши и војната и ќе имаме и подобар пристап. Но успеавме некако, Драган Јачевски тука даде навистина голем придонес да ги лоцираме овие писма. Ние предвидувавме, ние знаевме дека се работи за фалсификати, затоа што ги откривме недоследностите, меѓутоа ни фалеше непосредниот доказ. И прво што направивме, баравме по бугарските архиви. Дали писмата да ги најдеме од Селичев до Милетич. Меѓутоа, целокупната архива на Милетич е уништена за време на бомбардирањето, сојузничкото бомбардирање на Софија 1944-та, паѓа бомба на неговата куќа и е уништено се. Ние се обидовме повторно, ајде да не веруваме на тоа, дека може би некаде, ама и никој од бугарските научници никаде не цитира некакви такви документи дека постојат, а и во архивите ги нема. И тогаш ни остана само единствена шанса
да побараме писмата на Милетич од Софија што му ги испрачил на селиште. И конечно која ги најдовме, тоа е откритието за мал филм како се тоа успеавме да дојдеме до тие писма. 41 писмо во кое навистина веќе дефинитивно на дело гледаме како една книга која се викала Очерки по македонској диалектологија, втор том. Првиот том за наша голема среќа е објавен во Казан 1918 година. Вториот том после прераслува се обидува повторно селище да не му дава таков наслов како што Милетич сака, па насловот му бил историски, етнографски и диалектолошки есеи во северно-западна Македонија, значи никаде не спомнува бугарство. Но овој во едно од писмата му вели вика, знаеш што, ако не се стави бугарско, ништо не правиме. Значи мора некаде да ставиш дека таму има бугарско население, па подобро да биде Полок и неговото бугарско население, а ова ти што го предлагаш нека ти биде поднаслов. И така е објавена оваа книга, со која бугарската наука до пред месец-два мафташе со знамето, еве го доказот наш. Ана Кочева, Бугарската академија, ја нагласува повторно како еден од најголемите докази на една недела пред да се објави книгата. Да не ја спомнуваме повторно книгата на Бугарската академија, напишана со специјална намена, од наслов за официјалниот јазик на Република Северна Македонија, во која повторно на незината 18-та страница од таа книга се фалат со книгата на Селише, со фалсификат. Ова е 2021 година, значи пред 4 години, 2020, пред 5 години. И еве насловната страница ја ставиле на нивната 18-та страница. Така што ова беше многу значајно, не само за нас, туку сметаме дека е значајно за целокупната македонска наука, но и јавност, во време кога во јавноста, во медиумите, речиси да нема место за наука, се повеќе гледаме и слушаме она што е да не употребам некој непристоен збор, но секогаш им се дава повеќе место за жал на медиокритети. Тоа е нешто од прилика, ако јас сега се нашминкам и ставам тоа како се вика ботокс и такви работи, јас сум секој ден на телевизија. Меѓутоа за науката и за она што не водело и што треба да не води, секогаш има малку простор. Затоа сме ви многу благодарни за вашето присуство вечерва, што издвоивте од вашето драгоценно време и што еве ни овозможивте да ви ја представиме оваа книга. Ви благодарам многу. Добро. Да, поведете. Прво да ви се заблагодарам на професорите за вашето присуство тука и за честа што ни ја давате на нас, стварно нешто изумно да чуеме. Мислам, моја лична благодарност и од фестивалот благодарност до вас. Стварно е огромна чест и задоволство, значи, да се биде присутен тука на ваков настан. Пред се, знаејќи каква е и моменталната ситуација и каква е моменталната борба со докажувањето на нашиот идентитет. Борбата, како што гледаме, со векови трае. За жал, јас можам да кажам дека и во бугарската јавност, значи, таму најголеми противници се и луѓе кои што како Милетич се од Штип, он е од Штип, Штипјанец, па продолжуваат после и со Радев и со Љапчев,
па до денес председател на Македонскиот научен институт е Димитар Гоцев, кој што е од тукашните краеви, значи, ама ние треба да даваме признание, чест, вие што повише да бидете присутни ке нас во школите за сите тие мистификации кои што се присутни во јавноста, да се бориме и ние сега како некоја млада генерација, ме генерациите што доаѓаат после нас. Може стварно многу да се збори. Жалното е што луѓе кои што се наши од тукашните краишта се главни промотори на сите тие мистификации во бугарската страна. И тие, ако правиме вовед за битка, денес и таму се многу повише многобројни него ние тука што сме сами. И самите рековте до кој праќале, значи каде завршиле книгите, се со цел да се негира тоа што било вистина и тоа што е нашиот денешен идентитет. Од моја страна, секоја чест има многу што да збориме, треба сите ние како општество многу повише да даваме значење на вакви книги, на вакви дела, на вакви промоции, за да се осознаеме кои сме самите себе си и на тој начин, значи, да го зацвртиме нашиот идентитет и да бидеме отпорни на сите други пропаганди кои што ни доаѓаат се постално и постално, значи тука во нашите краишта, а и се повише приступни по медиуми. Од моја страна благодарам. Само един коментар, значи репликата до професорот Светозаревичов. Бугарија е добро, ама ти имаш српско презиме. Иако 100 пати има објаснато зошто му е презимето какво што му е, џабе, но Милетич Тоа не им смета. чичкото на Милетич е србски. Светозар Милетич е една од најголемите српски природни. Значи најголемиот бугарски, како да го наречеме, фалсификатор, има српско потекло. Академик, сепак е он добро. Гледате сега какви овде кашеви. Така што тоа е... Ја се чувствам. Поведете. Тишина. Ајде, чуеме. Ние тоа да го направиме и ние да мачкаме со сите тие догаѓаи. И како Македонија тоа би го искористила и Да. Много, Многу добро прашање. Значи, за разлика од Бугарија, која издвојува на годишно ниво по неколку десетици милиони евра за пропаганда, не само во Македонија, но во регионите. А кај нас, за жал, се сведува на ентузијазм. Ако ви кажам дека од мои 16 книги, за две само се делимично нешто платено од Министерството за култура и една од архивот, и дека од 3 книги со мое име во архивот, 2 сум ги платил јас сам, кажува каква е ситуацијата. Но има нешто што е многу посилно од тоа. Тоа е нашата страст да допреме што поблиску до вистината. Лично можам за мене да кажам дека јас морам да признам дека многу сум приврзан кон историјата, културата, традицијата и сите мани доблести на овој македонски народ. Таа љубов ме води и понатаму, и најверојатно тој ентузијазам е заразен. И се појавија многу луѓе кои ни помагаат на неверојатен начин. Тоа е нешто што навистина е фасцинантно. Не повикуваат од цел свет. Секаде сме присутни. Ни помагаат во финансирањето на книгите. Наеднаш тоа после оваа книгата Македонци, откако фактички се појави таа книга,
како се да се смени. Еве тука меѓу нас е и Маре од Швајцарија, која не поддржува во секој поглед од Белинцона во Струмица, а во Струмица само што дојде и побрза да дојде и тука меѓу нас да биде. И такви како Маре и како луѓе кои се познати и непознати, има многу луѓе кои се анонимни и ни помагаат, и тоа ни дава некоја неверојатна сила. Наеднаш се покажа дека во светот имаме многу способни македонци. А тие едноставно ние не ги знаеме. Ние ги знаеме оние медиокритетите што рековме. Тие ни се главни, секој ден ги гледаме на телевизија. Дали некој слушнал од вас за Марко Пискачев? Не верувам. Тој на златната табла во НАСА напиша неговото име. Тој е еден од конструкторите на роверот на Марс. Тој ја конструира раката која зема примерот од земјата и ја анализира. Анализа прави од Скопје, Ѓорче Петев. Него никој не го знае. Сега, овие книги нам поготово еве ова книга Македонците, милениумски сведоштва за идентитетското име, наеднаш ја прегрна македонците од цел свет. И наеднаш се појави еден брачен пар од Вашингтон, кои таму работаат програми софтверски за потребите на НАСА и Боинг. И тие рекоа, ова мора да се преведе оваа книга. И ја преведува на англиски јазик. Се преведе сега во Србија на српски. Се преведува на руски и сега последно се баш зборував вчера, завчера на емисијата, вечерва ќе има во 10:30 часа кај Богдан. Сега се преведува на чешки јазик. Ништо нема никаква улога државата. А може би е тоа и најчиста работа. Може би е тоа, може би, не знам, може би јас сакам да се тешам. Иако не би било лошо некој да каже од државата, чекај бе бране, што правиш ти, Маријан, Драган, дајте, што ви треба на вас, што треба да направиме уште? Професорот знае како е цел живот. Значи, тие се работи кои навистина ни недостасуваат, сосема сте го прави и ви благодарам за прашање. Инаку подната книга, а веројатно и ова, масовно ги делевме во Албанија меѓу македонците и во Бугарија како донација на Homo Ilindendiri. И во Гора, И преплави Косовска, и во Егејска Македонија, преку Воскополос, и во Качарево, Србија. и Јабука во Србија, таму кај што се нашите македонци, и ја дониравме на многу универзитети, а еве и оваа книга правиме напор. Сега тоа за малку ќе заборавам да ви одговорам, оваа книга да се најде на светскиот конгрес на славистите во Париз, што ќе се одржи во август месец. И таму ќе виде елитата светска славистичка да ја добие оваа книга на рака. Браво. Браво.